Додека секое барање на официјална Софија поврзано со бугарите во Македонија се представува како прашање за човекови права, барањата за регистрација на Сдруженијата на македонците во Бугарија се третираат како техничко прашање. Ова, меѓу другото, произлегува од пораките што ги упатила бугарската претседателка Илијана Јотова на средбата со генералниот директор за човекови права и владење на правото при секретаријатот на Советот на Европа, Джанлука Експозито. На состанокот, кој се одржал на 3 јули во Софија, присуствувал и раководителот на одделот за извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права Фредерик Долт. Во кусото соопштение од кабинетот на Јотова се наведува дека една од главните теми биле пресудите на Европскиот суд за човекови права во предметите Омо Илинден Пирин против Бугарија. За време на средбата беше разговарано за конструктивниот диалог и за ангажираноста на нашата земја во исполнување на одлуките на Европскиот суд за човекови права во групата на дела Омо Илинден против Бугарија. Претседателката го проследи развојот на ова прашање од 2006 година до денес и укажа на интензивниот и долготраен надзор од страна на Комитетот на министри. Во исто време се очекува дека наскоро ќе заврши надзорот врз извршувањето на пресудите, имајќи ги предвид напорите што ги вложила Бугарија и спроведените мерки за либерализација на постапките за регистрација. Неприфатливо е техничките барања да се поврзуваат со политички толкувања. Коментирајќи ја неодамнешната средба на бугарскиот државен врв со представниците на Советот на Европа, Стојко Стојков од Омо Илинден Пирин вели дека Комитетот на министри мора да покаже и изврши одреден притисок во насока дека се преземени чекори во однос на пресудите на македонските здруженија во Бугарија, но во пракса за Софија тоа не мора да значи ништо. Основната цел на Бугарија е да се затвори наблюдувањето без да се исполнат пресудите. Сите овие организации, сите овие пресуди за тоа што не може да се регистрираат, практично да се прогласат за извршени без ниту една од тие организации да се регистрира. И тоа Бугарија се труди да го направи веќе многу долго време. И вистинската причина за нерегистрација е многу јасна. Мислам тоа очигледно и во Комитетот на министрите, тоа е дека ние сме македонци. Дали тоа е основата? Се македонци. Дали би имало институционални промени со оваа средба и со овие најави во однос на регистрацијата на Омо Илинден Пирин? Не. И покрај најмалку 14 пресуди на Европскиот суд за човекови права, официјална Софија се уште не овозможува регистрација на Омо Илинден Пирин, поради што случајот и понатаму останува да биде под надзор на Советот на Европа.